Благодарам, Дона. Да, носам мајичка со Foursquare, требаше да носам една друга мајичка која што требаше да биде во прилог на еден настан што деновиве така е малце поактуелен, спонтан, ама грешки се случуваат, па ми пукна припремата при штампање на ситото и не испадна како што требаше. Здраве Боже, со Twitter жени мајичка ќе носам некој следен пат. Значи, знаете моето име, ако ништо друго го читате тука. Јас излегов да бидам искрен, да цртам некои десетина фотографии, да пуштам 2 видеоклипа и да се обидам што е можно помалку да ви попувам, односно да кажувам вака треба да правите или онака треба да направите. Да организирате настан заедно со заедницата, некогаш може да биде многу едноставна работа, некогаш може да биде страшно тешка работа. Некогаш може да ви притреба еден ден, може да ви притреба некогаш и една година и пак да не направите оно што сте посакувале да го направите. Има неколку чекори кои што се многу важни за да всушност направите успешен настан. Прво мора да ја знаете публиката. Нема да зборувам за овие момци анонимуси и слично, за хактивистите или како и да веќе се викаат, туку само ќе искористам фотографијата да ви кажам дека не може да правите вие нешто со заедницата, а да не знаете која е заедницата. Да не ги знаете кој е кој во незе, кој што направил во минатото, кој за што може да ви користи понатаму или од кого може да очекувате еден или друг тип на ангажман. Протестирам често, зборувавме дека беше добар пример затоа што на Twitter во Македонија многу лесно и брзо се дозна кој што знае, умее да работи. Па одма се издвоја кои се дизајнери, кои знаат видео да работат, кои знаат да пишуваат текстови и сега веќе горе доле се знаеме, не се замараме толку многу ако ни треба дизајнер, се пингаат клучните луѓе, оние кои што се секогаш спремни да работат за општо добро и тоа го прават. Меѓутоа, кога работите како организација или како компанија, не може од одма вие да влезете во приказка и да кажете ајде сега ние ќе правиме нешто заедно. Значи ние ќе ви помогнеме, ние ќе организираме сите заедно нешто да направиме. Особено затоа што компаниите и организациите се обидуваат да влезат со поидовна точка ние сме многу јаки. Нас сите не знаат и мора да не слушаат. Апсолутно неточно, особено во онлайн светот каде што може во секунда да ви истролаат и да се чудите што ве снашло понатаму. Значи, мора да бидете дел од заедницата. Не може да бидете дел од заедницата ако давате само награди на заедницата. Тоа не е заедница. Мора да работите, да правите работи заедно со неја. Значи, не е работата да луѓе прибирате околу вас само заради тоа што сакаат да бидат блиску до вас, туку вие треба да бидете дел од нив. Значи, не да стоите од едната страна вие, од другата они, па заедно си правите муабет, туку да работите заедно со нив. И тоа не значи секогаш да бидете активни само за работите кои што вас ви интересираат, туку мора да придонесете и во работите за кои што заедницата е заинтересирана. Без разлика дали тоа вас ви оди во прилог или не. Кога сакате да направите нешто, морате да го направите тоа заедно со заедницата. 100 пати ќе го повторам ова, ама тоа е насловот на презентацијата, се извинувам. Дозволете да одлучат за вас. Значи поставете ги рамките во кои што може да се движите, и дозволете заедницата да го направи тоа за вас. Се додека таа го прави тоа за вас, тој настан ќе биде заеднички. Кога вие ќе ги извадите правилата на игра и ќе кажете ајде сега заедно да го правиме настанов, ова се правилата на игра, вие треба да дојдете и да плескате, не верувам дека нешто многу ќе се возбудат луѓето. Кога ќе им кажете ајде да направиме заедно програмата, кој би сакале да зборува на овој настан или на кого треба да му се даде не знам што, тогаш награда или било што, тогаш веќе зборуваме за вистински процес. Значи, оставете ги да поставуваат прашања и не им се мешате премногу. Никој не вика дека на крај мора да одлучите комплетно дека ќе ги присвоите нивните идеи. Меѓутоа, сослушате ги искрено. Да, имаше малку типс претходно да следат некои луѓе презентацијата. Значи, не ги наметнувате вашите цели и организацијските цели. Стани, коми, жите се. Еве го дечкото на сликата. Вашите цели, ако се долгорочно поставени, ако вашето присуство на интернет е стратегиски добро поставено, ќе бидат исполнети. Може не од одма, може би не за една недела или за првиот настан, за првата вашата активност, меѓутоа долгорочно ќе бидат.
Се додека вие сте доволно отворени, доволно транспарентни и се додека по секоја цена не се обидувате да ги продадете вашите цели, односно да ги вметнете во нешто што во основа е искрено и граѓански организирано. Значи, да повторам, не ги форсирате вашите цели. Дајте им на луѓето причина да зборуваат. Значи, зборуваме сите ние, сега ќе направиме една вирална кампања, Facebook е вирален, Twitter е многу вирален, меѓутоа забораваме дека сами по себе овие медиуми не се вирални. Вирални се заради содржината што луѓето ја посакуваат да ја споделат таму. Не е баш премногу лесно да најдете и да произведете парче содржина која што многу луѓе сакаат да ја споделуваат. И ако ги погледнете оние туторијали или најуспешните компании кои што прават вирални видеа, ќе сватите дека клучот некаде се завршува на музика, играње и видео. Ако сакате да биде нешто вирално. Сега, дали ќе успеете во тоа, не знам. Сашко Коцев боксува, не игра баш многу, а има видео, ќе видиме дали ќе стане тоа вирално на интернет. Значи да повторам уште еднаш, ова е случај со еден настан кој што беше организиран баш тука горе во МКЦ. Настан за кој стоеше компанија која што си промовираше своји производи. Луѓето со задоволство се слика и ги ставаа сликите на интернет. Не знам дали е Даниел тука, не успеав да го видам, меѓутоа оваа слика би требало да ни каже дека не е се во бројките на лајкови, ретвитови или шер удирање на копче на Facebook. Вие градите однос со заедницата. Вие сте дел, треба да сте дел од заедницата и да го градите тој однос. Значи, бројот на лајкови, бројот на кликови, бројот на ретвитови е една мерка само, која што не секогаш во целина ја изразува вклученоста на заедницата која што ве поддржува вас. Затоа не се ограничувате само на тоа и немојте да бидете водени исклучиво само од тие бројки. Дона веќе спомна некој од нив. Значи, еве за кои настани, од кои настани ние го влечеме искуството во минатото, кога ми текна дека треба да го пишам ова МК блог конференц, реков добро, зарем некој уште го памти тоа 2007 некаде кога го правевме во точка. И баш ми текна дека тоа беше првиот обид да направиме unconference или не конференција, иако глупаво го крстивме МК блог конференц, пошто не знаевме како другши да го крстиме. Како и да е, ние не застануваме тука, правиме уште настани за нас, за клиенти, за организации, за било кој. Да, и уште еден човек од сликата се заканува дека ќе ме убие сега, ама морам, тоа е дел од заедницата. И двете видеа за крај што ги ветив.
направени од еден ист тим, без при тоа некој да ги побара експлицитно од нив. Дури ова второво беше на големо изненадување на сите. Јас имав уште еден слайд на презентацијата што викаше благодарам многу. Сме дебатирале на тема традиционални медиуми versus нови. И тоа беше поодамна, така? Но 2 години има. И се обидувам да ве пратам многу внимателно и да учествувам колку што може во тоа. И сега прашањето ми е, кога зборуваш за заедницата, што подразбираш под заедницата? Дали под заедницата подразбираш тие што се, или заедницата подразбира и потенцијални? Ако е така, што е, да речеме, содржината на Твитерот? Ја забележувам еден тренд, сега веројатно ќе ви се скараат поише од пола, на Твитерот кај што углавном се разменуваат духовитости. Јас како воајер од традиционални медиуми, ретко да ми се случи од твитањето на нашата заедница да купам информација. Нешто да ме заинтересира, нешто околу што би дебатирале, нешто околу што би полемизирале. Имам еден впечаток дека ова е претворено едно виртуелно гето, у кое као нас све ни е окей. И супер е фино се зезаме, и читам и твитовите сега што излегуваат. Као, окей, треба нешто да се понасмееме. Добро, ќе се насмееме. Има многу духовити твитови. Ретко се случува, например, кај Владко Василев, не знам дали е тука, искочи добро, и има пар стварно твитови кои некогаш интригираат. Чекај малце, ајде да те прекинам. Како тоа Владко Василев го спомнуваш, а викаш дека многу хумор има. Владко Василев е полн само со хумор. Се Владко Василев ти е окей, а другиот хумор? Не, дозволим. Јас немам против хуморот. Добро. Јас би сакал хуморот да е во функција на анимирање на дебата. Добро. Или на размена на информација. Да речем. Инаку тешко ми е да видам смислата поинаку сем ентретејмент на целата журка. Што се случува. Добро. И сега прашањето ми е по таа смисла, ете. Што оваа заедница, на кој начин придонесува за да се случи, за да се отвори некаква дебата или за да вие, или ние, кои сме дел од заедницата, споделиме информации, искуства и, што знам, куп работи кои ни се битни да бидат решени во општеството. Значи, вака, прво да те одговорам на првото прашање, ако сум бил мислам дека веќе го заборав. Значи, дали станува збор за изолирана заедница? Да, затворена е ова и таа, апсолутно не. Значи, станува збор за промовирање на активност некаква. Значи, нема врска, не зборуваме ние Twitter заедница, не зборуваме Foursquare заедница, не зборуваме Facebook заедница. Зборуваме за луѓе со кои што во одредена ситуација, во одреден временски период, вие споделувате некој заеднички интерес. Значи, имате некаква допирна точка со која што сакате да делувате, да направите нешто различно, добро, лошо, сеедно. Значи, тоа би требало да одговори на првото прашање. Значи, апсолутно нема никакво ограничување на сервиси, па овој вака, така, онака. Се е тоа денеска толку испреплетено и спомешано, така да е сулудо да некој се ограничува само на еден или друг сервис. Во поглед на тоа, дебатата и хуморот и слично, мене ми навистина жал, затоа што мислам дека сега влезе во салата од прилика, затоа што ги пропушти претходните презентации кои што многу добро покажаа што всушност на онлайн заедница направила. Значи, да се вратам на мојата презентација. Бидете дел од заедницата и следете што таа прави. Значи, не се наметнувате од страна. Значи, не викам дека не е искрено тоа. Значи, може да бидете дел од заедницата, меѓутоа пред да научите со кого разговарате, видете со кого разговарате. Има уште еден пример кој што е многу убав пример, зборува за една колумнистка, професорка тука во Македонија, која што напиша колумна некаде пред 2-3 години и ги исплюка блогерите. Страшно многу ги исплюка. За после тоа, да ја нападнат сите тие нејзе назад, да она почне да чита блогови и да ги дознае кои се тие луѓе што страшно многу ги исплюка и после отприлика месец-два да стане најпасионирана блогерка и да ги сака сите многу блогери и да го почитува многу блогерство. Така да, можеби тој пократкиот начин, привлечете внимание, па сите ќе ве видат, па после ќе ги научите, па ќе си влезете во ритм. Значи тоа е легитимен начин како може да направите тоа. Меѓутоа, активности има.
протестираме тука, донирање се тука, луѓе играат фудбал, луѓе играат кошарка, луѓе се собираат во кафана, пијат и тоа е нешто. Значи се спојуваат под еден интерес. Забава е една приказка. Меѓутоа, далеку повеќе од забава и хумор се случува новие мрежи. Особено мислам дека сите ние гледаме да биде тоа низ призма на забава, затоа што реалноста ни е премногу искривена. Реалноста ни е премногу парадоксална, за да може толку многу сериозно, комплетно да се посети на неј. Како вие би го искоментирале публикувањето на медиумите од интернет агрегаторите или од некој од интернет агрегаторите? Зарем има логика на вечер на вест објавата дека никој не смее да го спомне нивниот напис? Значи не можеш на таков некој неразумен потек ти да коментираш со толку многу сериозност ако не го сведеш на шала, пошто иначе нема може да ги примиме информации. Ова е надвор од мојата тема на презентација. Времето ни е црвено таму, а и треба да јам да зборувам. Ако има уште некој прашање, слободно поведете. Пред да го поставам прашањето, само накратко сакам да кажа дека за мене Твитер е најдобриот извор на информации. Се надевам, многу ќе се сложат со мен. Прашањето ми е, вие спомнахте два примери каде што се анимира онлайн заедницата на настани, како што е Twitter Ivar и Foursquare Swarm настана. Дали може да имаме некој пример кај што нема настан, кај што има нешто гага? Да, има. Значи има многу настани кај што нема нешто гага. Појма немам, мислам, на тие другите што на Mobile Monday не е ништо гага, него има знаење. Значи, луѓе доаѓаат за знаење, никој ништо нити му плаќаат, нити па е гага таму. Значи, сите луѓе си ги плаќаат пијачките, да си доаѓаат по своја желба и слушаат луѓе кои што зборуваат за нив. Не знам дали е доволно како одговор. Фала уште еднаш.